Реджеп Тајип Ердоган и неговата владеачка партија на правдата и развојот победија на председателските и на парламентарните избори што вчера се одржаа во Турција. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı az önce bu seçimin galibini salt çoğunlukla Erdoğan olduğunu açıklamıştır. Претходно државната телевизија јави дека со 99% од предбројаните гласови Ердоган имал 52,5%, додека неговиот главен ривал Мухарем Инче 31%. Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Yeni yönetim sistemimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. 64-годишниот Ердоган добива ново помоќно извршно председателство, што беше изгласано на минатогодишниот референдум. Критичарите велат дека тоа дополнително ќе подкопа демократијата во оваа земја членка на НАТО и оти го зацврстува владењето на еден човек. Веднаш по затворањето на изборите, Ердоган во Истанбул предупреди да не се става под сомневање неговата победа. Hiç kimsenin kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sistemine ve sonuçlarına gölge düşürerek ülkemiz demokrasisinin bu büyük gücüne zarar vermeyeceğini ümit ediyorum. Главната опозицијска Републиканска народна партија веднаш не го призна поразот. Но, иако соопшти дека Ердоган нема да победи уште во првиот круг, таа најави дека едноставно ќе продолжи својата демократска борба без оглед на резултатот. Во Турција истовремено се одвива и парламентарни избори. Според првичните неофицијални резултати, владеачката партија на правдата и развојот победи со 42%, додека опозицијската Републиканска народна партија имала 23% од гласовите. Одзивот и на председателските и на парламентарните избори бил 87%. Турција ги одржа изборите во воредна состојба, објавена по неуспешниот воен удар во јули 2016 година. Оваа состојба ограничува некои слободи и овозможува на владата да го заобиколи парламентот со декрет. И Ердоган и Инче ветија дека ако победат изборите, ќе укинат воредната состојба во земјата.